Денеска токсично во Скопје. Мерните станици со алармантни предупредувања. Граѓаните алармираат и се жалат на здравствени проблеми. Велат дека поради загадениот воздух тешко дишат. Еве сега бев на лекар. Дали од тоа, дали што е работата и ме гуши на чисто. Да ви кажам најскоро, значи стварно решение не е нормално. Не е нормално, да ви кажам најскоро. Смета многу. Што да правиме? Треба да излеземе на двор. Што да правиме? Смета, ама нека мислат други тоа. Ништо не се преземе, нема да се преземе. Во секој случај треба да се направи нешто за да се надмине таа ситуација. Мерните станици во речиси сите скопски општини денеска се длабоко во црвено. Најтоксично е кај ректорат, Газибаба, Ѓорче Петров, а зад него е Карпош. Во воздухот во центар е забележано високо ниво на азот диоксид, сулфур диоксид и јаглерод моноксид. Она што дополнително загрижува е тоа што високата загаденост е во период кога во Скопје и во останатите делови од државата времето е врнежливо, што напротив би требало да донесе прочистување. Загадувањето како хроничен проблем не го реши ниту оваа власт, која во сите програми овој проблем го стави на приоритетно место. Надлежните се правдаат дека носат мерки, но тие се главно козметички и без позначителни ефекти. Граѓаните постојано протестираат и бараат да не бидат замајувани дека нешто се прави. Протестантите добија епитет Зелена револуција и новиот протест го закажаа за наредниот петок. Паралелно со високо загадениот воздух, Македонија падна за 12 позиции на индексот на најздрави нации во светот, со што се најде на 56-тото место, а последно во регионот.